Добар ден, другарчиња. Јас сум учителка Еми, воспитувач во детската градинка 13 ноември во Скопје. Сакам да ве прашам како сте вие денеска, дали сте добри? Се надевам дека сте добри. Седите дома и сте најдобар пример за нас возрастните. Се грижите за вашето здравје на најдобар можен начин. Денес, драги дечиња, ќе ви раскажам една приказна по слики за една пеперутка, која имала црна боја, но била многу убава. Дали сте спремни да ја слушнете приказната? Епа вака. Се била една пеперутка. Таа имала црна боја. Незината боја светкала како да имала волшебен прав. Таа летала насекаде, слетувала над тревата, над прекрасните цвеќиња, но таа била незадоволна од својата боја. Еден ден таа летала покрај една полјана со зелена и сочна трева. Тогаш црната пеперутка си помислила и посакала да биде зелена исто како и тревата. Ах, колку е убава тревата! Колку би сакала да станам, да се претворам во зелена боја! И навистина пеперутката станала зелена. Леле, колку сум убава, зелена, многу сум убава, нели, другарчиња? Но после неколку дена на пеперутката издодеала зелената боја и се вратила во незината црна боја. Тогаш пеперутката здогледала едно многу убаво црвено лале. Тоа било едно од најубавите лалиња на целиот свет. Еј, види колку е убаво лалето! Црвено е, како бојата на љубовта. Ах, многу би сакала да бидам црвена како лалето. И навистина, желбата ѝ се исполнила. Пеперутката станала црвена како најубавото црвено лале. Но после неколку дена на пеперутката издодела црвената боја и таа повторно станала црна пеперутка. Еден сончев ден, сонцето ги милувало цвеќињата, тревата и крилјата на пеперутката. Тогаш таа си помислила: Ах, камо среќа да бев како сонцето, жолта и убава пеперутка. И незината желба набрку и се остварила. Таа станала жолта и многу убава пеперутка. Летала насекаде, а незината боја како да ги осветлувала и галела сите цвеќиња на овој свет. Но, за жал, и тоа издодело. Тогаш пеперутката погледнала на кај небото. Тоа било бескрајно, убаво сино небо. Пеперутката толку силно посакала да биде како небото, сино. И тоа и се случило. Незините крилја станале сини. Но тогаш пеперутката се изгубила на небото. Оф, леле, мајко, леле, каде се моите крилја? Леле, не можам да летам. И така пеперутката исчезнала за секогаш. Ете, драги другарчиња, тоа беше приказната за црната пеперутка. Дали ви се допадна? Сега сакам да ве прашам каква била пеперутката по боја, каква била незината вистинска боја. Црна, токму така. Потоа, кого видела пеперутката, каква сакала да биде? Да ве слушнам. Како тревата, таа сакала да биде зелена како тревата, точно. Потоа, што следува? Каква сакала да биде пеперутката? Што таа видела? На оваа слика имаме лалиња. Ајде да изброиме заедно колку лалиња имаме на оваа слика. 1, 2, 3, 4, 5 лалиња. Значи имаме тука вкупно 5 лалиња. А сега да видиме каква боја се овие лалиња. Црвено лале, жолто лале, сино лале, виолетово и портокалово лале.
Но пеперутката каква сакала да биде? Така е, таа сакала да биде црвена, како црвеното лаленце. Потоа пеперутката стогледала нешто. Точно, таа го видела сонцето и посакала да биде жолта како сонцето. Била жолта и како сонцето, но и тоа бргу исто дело. И потоа, на крај, што таа, каква посакала да биде? Точно, сакала да биде сина, исто како небото. Другарчиња, пеперутката била многу убава, таква каква што е. Таа не требала да посакува да биде во друга боја, затоа што била единствена пеперутка, на која крилјата и биле црни и посејани со златен прав. Истото важи и за нас луѓето. Сите ние сме различни по изглед, но ние сме посебни и треба да се сакаме такви какви што сме. Сега сакам да ве прашам само на оваа слика, жолтата пеперутка каква е? Точно, таа е среќна, се гледа по незиното среќно лице. А оваа пеперутка, необојана пеперутка, каква е? Тажна е. Исто каква што била и нашата црна пеперутка кога таа станала сина или кога се претворила во сина боја и кога не можела да лета. Сега, другарчиња, сакам да ви прочитам една многу убава стихотворба која што сум ја напишала специјално за вас. Слушнете. Сакај се, дете мило. Сакај се, дете мило, детството е твоето крило. Сакај се, ти си посебен на овој свет. Сакај се, ти си најубавиот цвет. Сакај се, зашто вредиш, ти што во количка седиш. Сакај се, ти си единственото злато, ти си највредното богатство на мама и на тато. Дали ви се допадна? Ви благодарам. Сега имам спремно за вас еден работен лист, да си подработите нешто дома со мама и со тато, да ви помогна да нацртате или да испринтате. Значи, тука се пеперутки дадени. Сега тие пеперутки треба да го најдат патот до тревата, патот до лалето и патот до сонцето. Можете да си ги обоите и во соодветната боја. Исто така дома можете да си направите и креативни пеперутки. Например, овие пеперутки се направени од рачињата, значи од рачиња ги сечете рачињата, од печатоците од рачињата ги сечете на хартија во боја, или па може на бел лист хартија и да ги обоите и потоа да залепите по некоја штипка и да ги декорирате со монистри или што имате дома. А пак тука овие пеперутки се направени од хартиени чинивчиња и исто така се многу убави декорирани со убави монистри. Можете и тоа да си го направите. Другарчиња, сега сакам да ве поздравам со една многу убава песничка за пеперутката. Може би ја знаете, може би не. Ако ја знаете, ајде да пееме заедно, може? Вака. Една нежна пеперутка леташе од цвет на цвет. Една нежна пеперутка леташе од цвет на цвет. Па си мисли каква среќа да си жив на овој свет. Па си мисли каква среќа да си жив на овој свет. Супер песничка, нели? Вака, другарчиња. Навистина е голема среќа да си жив на овој убав свет. Другарчиња мои, сакајте се себе си. Сакајте ја природата, околината околу вас. Чувајте ја, а таа ќе ви врати со многу љубов. Верувајте ми. За денеска толку и ви благодарам на вниманието.